Добро јутро, почитувани гледачи на телевизија Нова. Започнува уште една утренска отворена програма, наречена информација точна и навремена. И денеска информациите ќе достигнат до сите вас, ќе ве стигнат. Сето она што сакаме да го споделиме заедно со нашите гледачи, а тоа се темите за дилеми, како и секое утро, така и денеска ќе имаме 3 теми и многу гости. Уште од сега ве велам да останете до самиот крај, затоа што има што и да видите и што ново можеби да дознаете. Во информација точна и навремена или отворената утренска програма на телевизија Нова, сакаме да ви пренесеме што е она најактуелно што се случува кај нас па и во светот, а кога станува збор за празничната магија, ја носиме повторно низ скопските улици и Дедомразовска трка. Го имам вистинскиот човек од прв до врв или Александар Георгиевски, дел од организацијата секако, да ни каже што тоа годинава ќе се случува, како ете нова година. Нова 2018-та, како ќе ја пречекаме и колку дедомразовци имате до сега пријавено. Добро ви утро и добро дојдовте најпрви. Добро утро, ви благодарам за поканата и можноста да ги информираме вашите гледачи за она што ќе следува овој викенд, а тоа е веќе традиционалната дедомразовска трка, односно трка во трчање во дедомразовски костуми, која што и во Скопје се случува како во низа други метрополи низ светот. А на 24 декември во недела ќе имаме оваа трка, има доста солиден интерес, од година во година бројката на учесници расте, така да очекуваме и оваа година да имаме убава бројност. Да. Во однос на пријавувањето, се уште имаат можност да се пријавуваат, може би во моментов некој не знае дека се случува Дедомразовска трка, па сака да се пријави. Што се треба да направи за да биде дел од Дедомразовска трка? Значи, секој може да се пријави, треба да појде на нашата веб страница prvdovvrv.mk, таму има една апликација за регистрирање. Буквално секој што се чувствува расположен да учествува во оваа празнична трка, бидејќи пред се од забавен карактер, може да се пријави да учествува и ние имаме еден лимит ставено дека за најбрзите 300 пријавени учесници ќе доделиме на подарок Дедомразовски костум, кој што е задолжителен. Од пети до глава, тоа значи Дедомразовски Тоа значи костум? комплет, да, и со брада, капа, ремен, значи буквално да секој да личи како Дедомраз. Така да, ние сме сега некаде во третата третина од оваа бројка на планирани костуми, па еве еден повик до вашите гледачи, тие што се заинтересирани да побрзаат во текот на денешниот, највеќе утрешниот ден да се пријават. На веб страницата prvdovvrv. Prvdovvrv.mk. Таму се пријавуваат. Да. Стимале ли до сега овие изминати години надминување на лимитот и некој немал можност да добие таков костум од петици до глава како Дедомраз, како дошло облечени, многу ме интересира. Со оглед на тоа што е задолжително да се биде облечен во Дедомразовски костум, импровизирале некој, не знам. Па да, имало случаи кога сме дозволиле кога ќе надминеме бројката, бараме од учесници да бидат облечени во црвено, да има Дедомразовска капа. Меѓутоа ние секогаш сме гледале да ја следиме бројката на пријавени и да овозможиме дополнителни костуми за да биде трката што помасовна. Сите мораат да трчаат или може и да одат? Не е најбитно, нели има надпреварувачки карактер, но сепак ова е има надпреварувачки карактер, меѓутоа пред се карактерот е забавен, празничен и тој што не може целата да истрча, нормално дека може и да ја оди. Нема никакви ограничувања во поглед на тоа за колку време треба да се заврши трката и слично. Да. Ајде сега да кажеме, сепак е трка, од каде е стартот, каде е целта, колкава е трката, кога? Трката ќе стартува во паркот на жената Борец. Тоа е паркот спроти собранието. Во колку часот? Во 12 часот во недела и ќе биде кружна од неполни 2 километри, значи ќе се трча во правец на хотелот Holiday Inn, па преку мостот покрај кеот кај Министерството за надворешни работи, нели новиот објект, кон камениот мост, преку мостот, преку плоштадот назад до паркот на жената Борец.
Досега, затоа што знам дека сите одат таму за забава, да се изнасмееме и нели да на малку поинаков настан да бидеме присутни. Како досега ете? Верувам дека задоволството е големо да се организира воопшто една ваква дедомразовска трка. Да, мотивот во нашиот случај беше нели Скопје да биде еден од градовите што имаат ваква празнична трка. И јас од искуство може да кажам дека во трката учествуваат покрај тоа што оние кои што сакаат да почувствуваат празнична атмосфера, меѓутоа учествуваат и не знам, и посериозни атлетичари, и сите оние кои што практикуваат редовно трчање, така да бидејќи таа заедница е во растечки број, има многу луѓе кои што се бават со тој спорт, така да тоа е еден микс од сите овие луѓе што ги набројав и сите доаѓаат за да нели секој со своите мотиви да се почувствува убаво во духот на празниците. Да, ќе потсетиме на крајот на овој разговор пак за дедомразовската трка, но јас сакам нешто друго да ве прашам во однос на прв до врв, нели главната планина ви е водно, всушност, да. Искачувањето на планината водно. Од прилика колку има откако се забрани автомобили до средно водно? Колку има? 3 викенди. 3 викенди, да, од прилика. Задоволни од одзивот воопшто дека не треба да бидат со автомобили скопјани? Совесни се? Секако, и како вие ете, како нели, организатори? Секако сум задоволен, затоа што моје гледиште е дека треба да ја чуваме природата најмногу што можеме. Оваа мерка е во таа насока. Искрено не очекував дека мерката ќе се остави на совеста на граѓаните да ја почитуваат или не. Мислев дека ќе има или рампа или поригорозни контроли. Па се случи. Нема рампа? Нема рампа, не. Па се случи, има само знак со предупредување дека е забранен сообраќајот. Меѓутоа се направи конкретно вториот викенд беше пробен, се остави без полициска контрола, не знам од кои причини, заради биле ангажирани на други настани и се виде дека не се почитува таа мерка, па после се дува уште 2 викенда, значи 4 викенда како е стапена мерката на сила, се почна да се практикуваат казни за да нели се влие на почитување на истата. Да. Мислите дека ова е вистинскиот начин да се заштити водно и воопшто да продишаме малку и ние скопјани? Па не толку за да продишаме, колку да се заштити природата и да почнат да се менуваат навиките кај луѓето, затоа што нели за оние кои што не можат да отидат на спортски начин, дали е тоа планинарење, велосипед, пешачење, има јавен превоз кој што може да ги однесе и до средноводно, потоа со жичара и до врвот. Така да мислам дека можеби не мора толку екстремна мерка за целосна забрана на сообраќајот, меѓутоа кога веќе луѓето не знаат да се однесуваат и да воспостават некаков нормално сообраќајно однесување на водно, бидејќи знаеме дека за викендите се случуваше општ хаос со возилата. Вистински метеш, не знаеш кој јаде, кој пие, од едната страна, од другата страна и иако нели не мора да ги обвиниме единствено тие кои што оделе со возила, бидејќи нели има некој што и треба да го регулира тој сообраќај. Еве тоа беше нели една екстремна ситуација, сега имаме друга екстремна ситуација со забрана, која што на сите нас кои што се бавиме со спорт, кои што организираме спортски настани, мора да кажам, ни одговара. Па ќе видиме понатаму, таа не е, мислам дека не е трајна мерка. Ова е, како што кажа и од самиот град, дека е привремена. Не е привремена, туку како експериментална, па ќе се види понатаму како ќе се регулира сето тоа. Да видиме како ќе се одвиваат работите. Да. Имате повторно прв до врв, до 22 ми се чини декември имаат можност сите да учествуваат. Ета што? Значи следниот прв до врв, оној големиот настан е во мај. Сега мислам дека 21 не можам точно да се сетам, бидејќи до тогаш имаме многу настани. Битно секогаш е третиот викенд во мај. Значи третата недела во мај ќе биде. На 22 декември ќе започне пребувањето за тој настан, бидејќи тоа е масовен настан каде што учествуваат неколку илјади луѓе и го отвораме пребувањето за тој настан релативно порано за да дури скоро 6 месеци. Да, бидејќи има
добар дел од луѓето се пријавуваат уште во таа рана фаза кога е отворено пријавувањето и кога нели цената за пријавување и за учество е символична. Ајде да кажеме, штом за 3 дена може да се пријавуваат веќе на ова прв веќе во месец мај, што е ново за оваа година? Значи, ние концептот не го менуваме, значи сите години поред од 2013 па наваму, концептот на настанот е трки во планинско трчање, планински велосипедизам и друмски велосипедизам, кои што на крајот финишираат во еден пикник, така наречен олимписки, на врвот на Водно, каде што има и фестивал со музичка програма и заедничко дружење прогласување на победниците. Она на што работиме оваа година, тоа е интернационализација на настанот, бидејќи секоја година ние имаме се повеќе учесници и гости од соседните земји и гледаме дека настанот е доволно атрактивен да се насочиме и фокусираме во насока на тоа да донесеме што повеќе учесници од странство. Некои други, не знам, фестивали, проширување, освен што сакате да му дадете интернационална нота на прв до врв, не знам, некои други настани? Ние имаме уште многу други настани, сега конкретно збориме за тој, да. Инаку ние работиме... Па да, штом сте ни нагости да ни кажете, да, може да кажеме за се, да. Да. Значи, еве ќе кажам, она што веќе постои како организација на настани од наша страна, покрај прв до врв, покрај Дедомразовската трка, ќе одам нели хронолошки како што оди годината. Ние годината ќе ја започнеме како и лани со аматерски атлетски митинг. Значи тоа ќе се случи во аматерски атлетски митинг. Да, значи тоа е настан во атлетски дисциплини од областа на трчањето, значи ги нема оние фрлачки, скокачки. И се случува на стадион, на атлетска патека како што трчаат и професионалците. Значи тоа е ретка и единствена можност оние кои што аматерски се бават со трчање или сакаат да пробаат да трчаат како што трчаат оние што ги гледаат на олимпијади и на светски првенства, да може да се пријават и да дојдат да учествуваат на градскиот стадион да пробаат да трчаат. Значи тој настан се случува во април, точниот датум ќе го утврдиме заедно со Атлетската федерација, бидејќи заеднички го правиме тој настан, меѓутоа секако ќе се случи во текот на април. Потоа следува прв до врв за кој веќе зборувавме и потоа ние почнуваме со летните настани, а тоа се неколку велосипедски тури во планина и онаа веќе позната Beach Run серија, тоа е летна лига во трчање на 5 локации низ Македонија. Тоа е како летна лига каде што 5 трки во Скопје, Маврово, Охрид, Претор и Дојран се учествуваат учесниците и на крај се добива победник на таа летна лига. Од велосипедските тури во лето ги имаме таа на Осоговските планини од Пониква. Таа ќе биде првиот викенд во јуни. Заборев да кажам дека трките покрај плажа Beach Run се случуваат во текот на сите 5 викенди во јули. За 2 август правиме тура околу Охридското езеро, која што од оваа година 2018 проширивме како тура со двете езера ги спојуваме. Во еден ден се возат 150 км, тоа е велосипедска тура. Од Охрид... Кои две? Имаме 3. Не, двете соседни, да. Би било многу да се оди до... Би било премногу. Да. Значи, во еден ден се возат тие 150 км, Охридско, Преспанско езеро и Галичица, за да на почетокот на септември имаме тура на Бистра во селото Тесонче, таа е доста позната велосипедска тура. Потоа продолжуваме со така наречена бизнис трка во трчање, тоа е штафетна трка за македонските компании. Таа се случува во октомври и годината нели повторно завршуваме со Дедомразовската трка. Тоа што ќе биде ново следната година, а за сега што е познато известно. Значи почнувате од април, одморате едно 4 месеци и со Па не може да кажеме дека одмораме затоа што прејавувањето нели за прв е отворено, има подготовки, така и настана да ги имаме сите овие други настани, бидејќи за главниот прв до врв кој што се случува во мај, имаме повеќе месечна работа, по кога веќе ги ангажираме сите луѓе и ресурси околу таа трка. Излезе дека
е паметно да истата таа екипа да работи и други настани. Имате ли постојаните учесници што постојано ги гледате? Што и да организирате, тие се постојано со вас? Па такви се спортистите, 3/4 од учесниците. Не се само спортисти, значи има луѓе кои што водат активен начин на живот и тие се заинтересирани да учествуваат на ваков тип на настани. И секако не би имало развој и напредок доколку секогаш немаме нови учесници, бидејќи како што напоменав и претходно, има растечки тренд во тој поглед, значи луѓето кои што се бават со спорт и водат активен начин на живот, здрава исхрана и спортување се поголем број. Верувам и мотивот ви е ваш тој за да апсолутно, повеќе луѓе што дека не се спортисти, не водат активен живот, но гледаат дека тоа е добро за нив. Апсолутно, да, значи покрај сите овие настани кои што ги набројав, а имаат, така да кажам, официјален карактер, ние секој месец правиме промотивни настани, тие ги викаме месечни настани, на кои што одиме до врвот на водно, дали со планинарење или со велосипеди, све со цел да луѓето да ги измотивираме, да ги поканиме, да ги придобиеме, да почнат да доаѓаат со нас, за да и тие почнат да функционираат на тој начин. Вие сте и во организација и како учесник, така? Јас рекреативно се бавам со велосипедизам и со трчање, меѓутоа кога има официјален настан не можам да учествувам бидејќи сум работно ангажиран. И само за претходното прашање кажам дека имаме учесници кои што ги имаме и на настаните во трчање и на настаните во велосипедизам, така да може да се каже дека има и доволен број на така наречени фанатици кои што сакаат ваков тип на настани и го сакаат спортот. И постојано се дел од вас. И да. За Дедомразовската трка ме интересира. Мислите дека ќе ја надминете бројката од 300 оваа година? Па не, ние лани имавме 400 без тројца учесници, така да чекаме оваа година дека ќе имаме, како што кажав, ние ќе видиме. Мислите дека некогаш низ Скопските улици ќе биде како на Дедомразовска трка во Мадрид, на пример? Кога има илјадници реки Дедомразовци. Значи размислуваме ние за понатаму. Мора да кажам дека оваа трка ние не би успеле да направиме без градот Скопје и Кока-кола како главен спонзор, бидејќи Кока-кола и Дедомраз постои паралела во светски рамки, така да тие се наш главен спонзор. Да, и за џабе денеска зборуваме, денеска е Свети Никола. Баш така, да, нели. Да. Ликот на Дедомраз потекнува од тој. И се поколу. И размислувањата за воиднина се дека доколку направиме трката да има некаков хуманитарен карактер, веројатно е можеби идеална за такво нешто, дека бројот на учесници би очекувале да биде многу. Ќе биде од хуман карактер или планирате? Размислуваме воиднина да биде, да. Размислуваме, тоа се уште само размислувања. Затоа напоменав дека не одлучуваме само ние, значи има повеќе страни кои што ја создаваат трката и меѓутоа таквите разместувања ќе гледаме во иднина да ги направиме реално, за да бидејќи трката што земавте за пример од Мадрид има таков карактер и веројатно затоа има толкава бројност. Да, а можеби затоа што секогаш се спомне Дедомраз, веднаш се асоцира на подароци. Да. Овие дедомразовци ќе делат ли подароци? Овие дедомразовци може само да добијат подароци. Значи покрај тоа што победниците прво, второ, трето место им следува награда, имаме и лотарија каде што ќе најстрикните ќе добијат некој подарок, да, преку лотарија и секој при своето пријавување си пишува своја новогодишна желба, па во рамките на таа лотарија можеби вистинскиот Дедомраз баш нема ќе му исполни. Да. Ви благодарам ете за вашето гостување денеска во отворената утренска програма на телевизија Нова. Ви посакувам успеси за сите овие моменти што ни ги кажавте за идната цела 2018 година, започнувајќи со атлетската аматерска трка на градскиот стадион, па понатаму и прв до врв што секоја година се организира големиот настан или најголемиот во месец мај, а да започнеме најпрво со 24 декември. Уште еднаш
посетување до гледачите на телевизија Нова дека може да се пријавувате доколку сакате да бидете дел од Едомразовската трка на прв до врв, нивната веб страница. prvdovr.mk. Ви благодарам за поканата и можноста да ги информираме вашите гледачи. Да. Благодарам уште еднаш. Ќе продолжиме ние и така натаму. ИТН се до 10 часот заедно со вас. Хитот на неделата за оваа недела после фантастичниот концерт на Супер Хикс и нивниот голем хит Рам Парарам. Ram pararam pararam parararam pararam pararam parararam pararam pararam parararam pararam pararam parararam. Сега знам овој пат не го оди некој друг, иако имам чувство дека пак се вртам в круг. Само мој, морам да го изодам сите пречки, сите сопки, вешто да ги избегнам. За да ти кажам, хеј, ти, погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, те умрам. Хеј, ти, погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, те умрам. Рам, парарам, парарам, парарарарарам, парарам, парарам, парарарарарам. Тешко е, но на крај знам јас пак ќе успеам. Покрај сите барикади стојам и не попуштам. Издржав и на крај во очи ќе ме погледнеш, насмевка на лице стои и пак ќе чекаш да јас да ти кажам. Еј, ти, погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, те умрам. Еј, ти, погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, те умрам. Ram pararam pararam parararararam. Pararam pararam parararararam. Pararam pararam parararararam. Parararararam. Pararam pararam parararararam. Pararam pararam parararararam. Ej, ti, pogledi za tebe, živeam za tebe, postoјam od tebe, te umram. Ej, ti, pogledi za tebe, živeam za tebe, postoјam od tebe, te umram. Пред да отвориме втората тема во информација точна и навреме, како и за секоја утринска отворена програма, така и за нашата, секако информациите во однос на сообраќајот или сервисните информации. Ја имаме репортерката Елена Равановска ова утро од некоја метежна скопска сообраќајница. Елена, повели каде се наоѓаш во моментов и како се одвива сообраќајот низ Скопје?
Благодарам, Ана. Најпрво добро утро за тебе, добро утро за нашите гости, секако за нашите гледачи. Ние екипата на телевизија Нова, ние моментално се наоѓаме на раскрсницата кај факултетите, односно карши судовите. При тоа како и секое утро, така и ова класичниот сообраќајен метеж е во интервали од 7 часот утрината и како што може да видат нашите гледачи, се уште има раздвиженост низ скопските улици и булевари, покрај тоа што е околу 8:30 часот. Да напоменеме дека, како што кажав, ние моментално се наоѓаме на раскрсницата кај судовите, карши Мавравка, карши факултетите. При тоа, секој оној кој што поминува токму овде на оваа раскрсница, секој учесник во сообраќајот знае дека треба да тргне неколку минути порано од своите домови за да стигне навремено до посакуваната дестинација, бидејќи класичниот сообраќајен метеж е токму кај подвожникот на плоштадот Скендербек и секако таму се гужвите и има голема концентрација на автомобили. Додека доаѓавме пак токму тука до оваа посакувана дестинација, поминавме долж булеварот од аеродром Концентар и таму има висока концентрација на автомобили, високе сообраќајен метеж, па да напоменеме пак до сите оние учесници во сообраќајот доколку тргаат сега моментално од своите домови кон посакуваната дестинација да тргнат што е можно порано за да стигнат, како што кажав и претходно, до она посакувана дестинација. Поголем дел од учесниците во сообраќајот итаат кон своите работни обврски, дел ги носат своите деца кон училиште или градинките, но да напоменеме дека има и оние кои што го користат, има и такви кои што го користат јавниот превоз. Но еве еден апел до сите учесници во сообраќајот да возат со прилагодена брзина и да ја почитуваат поставената сигнализација, а ние остануваме на терен и ќе анализираме и понатаму ситуацијата со сообраќајот. Благодарам Елена Равановска, репортерот на терен и ова утро во отворената утринска програма на телевизија Нова. Благодарам за Елена Равановска. Уште еднаш ја започнуваме втората тема за дилема. К15, но не од она наше популарно македонско хумористично шоу од 90-тите години, туку дали, кому и кога и дали е задолжително за крајот на годината од приватните фирми да даваат и К15. Според адвокатот Владимир Бангиевски и магистар по правни науки вели дека тоа е задолжително. Но да слушнеме што се има на оваа тема да ни каже, да одгатнеме и во однос на годишниот одмор К15 и воопшто за ќе го дополниме во однос на ова се во Законот за работни односи. Така, добро утро и добро дојдовте најпрво. Добро утро и благодарам на поканата. Да. К15. Ајде за оние што не знаат, што е најпрви? Популарно нареченото К15 или регрес за годишен одмор станува популарно како се наближува крајот на календарската година, бидејќи обврска на работодавците е до крајот на календарската година за своите вработени да исплатат регрес за годишен одмор или популарно нареченото К15. И тоа е секоја година популарно како наближува крајот на календарската година, бидејќи обврска е според колективен договор да работодавачот на своите вработени, меѓутоа и на самиот себе си како самовработен да исплати регрес за користен годишен одмор. Интересно е тоа што Законот за работни односи дава основа за уредување на прашањето на регресот за годишен одмор, меѓутоа детално тоа прашање е уредено во општиот колективен договор за стопанските дејности на ниво на држава, односно на ниво на Република Македонија и општиот колективен договор за нестопанските дејности исто така на ниво на држава, односно на ниво на Република Македонија. Значи, за да објаснам на нашите гледачи, во колективните договори кои што постојат на различни нивоа, генерално постојат општи колективни договори за определена гранка, односно професија и колективни договори на ниво на работодавач. Сега, во однос на регресот за годишен одмор, тој е предвиден во општиот колективен договор
за стопанските дејности и во општиот колективен договор за нестопанските дејности, со тоа што се уште кај нас не е потпишан општиот колективен договор за нестопанските дејности, меѓутоа тоа не значи дека на ниво на определена професија, односно гранка, или на ниво на работодавач, не може со колективен договор да се предвиди регрес за годишен одмор, односно К15. Напротив, тоа може да биде направено. Сега, во колективниот договор конкретно за стопанските дејности, во општиот колективен договор е предвидена обврска на работодавачот до крајот на календарската година за своите вработени и за вршителите на самостојна дејност самите за себе да исплатат регрес за годишен одмор. Ова значи дека е задолжителен, така? Да, значи... Дури прочитав дека следуваат и затворски казни, па и првенствено нели парични, но и затворски казни за оној што не го исполнил ова. Видете, не навлегувајќи во кривично-правната област, се случуваше во изминативе години да работодавачите манипулираат со регресот за годишен одмор на начин што тие формално им го даваа на своите вработени, меѓутоа знаете имаше некои непријатни ситуации кои што излегува во јавноста дека дури работодавачот одел со вработените на банкомати, па таму вработените ги ваделе парите за регрес од годишен одмор и му ги враќале назад на работодавачот, што е навистина една неубава ситуација, меѓутоа тоа како информација проследи во изминатите години. Па мораше да се интервенира дополнително со дополнителни мерки да се спречат таквите појави на враќање на средствата кои што вработените ги добиле од својот работодавач на име К15, односно регрес за годишен одмор. Постоја закани со определени санкции, пред се кривични, пријава во трудов инспекторат, поведување на соодветни постапки и така натака, што да речеме на некој начин во изминативе години тоа се сузби како појава. Инаку ќе повторам уште еднаш, регресот за годишен одмор е задолжителен за сите работодавачи и тој треба до 31.12 во тековната година според општиот колективен договор за стопанството да се исплати на трансакцијска сметка на вработениот. Да ги повикаме гледачите на телевизија Нова, доколку имате некоја прашање до адвокатот и магистрот за поправни науки Владимир Бангиевски, нашиот и ваш, како што сакаме да кажеме адвокат, за тоа што одговара на нашите, а и на вашите прашања. Доколку ги имате во однос на оваа тема К15, дали е задолжителен и ве слушнавте сами дека е, сите ваши прашања може да ги поставувате на телефонските броеви 2402-002 и на 2402-005. Слободно вклучите се да ги слушнаме и вашите прашања. Колкав е износот на К15? Општиот колективен договор за стопанските дејности предвидува дека висината на регресот за годишен одмор мора да биде минимум 40% од основицата, од основната плата. Сега, тоа пресметковно би значило некаде околу 9000 денари, зборувам за нестопанските дејности и тоа сметководствено се пресметува секоја година. Но не значи дека може да биде договорено, да речеме со колективен договор на ниво на работодавач или со колективен договор на ниво на гранка, повисок износ на регрес за годишен одмор. Веројатно за се има плюс, минус или? Значи минимумот е 40. Ќе ми кажете само да му дадеме предности на гледачот. Добро утро, кому? Добро утро. Добро ви утро, повелете, имате конкретно прашање? Имам конкретни прашања во во мелница Фурна Дине. Регресот поврав за месеците ми беше исплатен за последните 3 години само 3000 денари. Не е задоволен, појде во трудов инспекторат, таму долу се десува дека сепак ми е исплатен регресот. Сега гостиот да го прашам, колективен договор, дали е дозволило тоа да се направи така по 1000 денари годишно се исполнение? Како уште еднаш повторете, се извинувам, не слушнав мубаво.
дали дозволиво само по 1000 денари да се исплаќа регрес годишно. Да. Пошто преди Фестивал трудот и своето, таму дури известување дека мене ми е исплатен согласно колективниот договор. А вие не сте го добили? Не, јас го добив, али по 1000 денари, али претходните пред мене по 8,5 по 9000 добива. Добро. Ви благодарам за зајавањето, бидете и понатаму на телевизија Нова. Го слушнавте прашањето? Да, го слушнав прашањето. Да, може уште еден пат да го одговориме Да, и на двајцата веднаш, да. Добро ви утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Прашање до адвокатот. Да, повелете. Мъж ми ојде во пензија во октомври. Дали го следува К15? Сопругот ваш отишол во пензија во месец октомври, дали му следува К15, така? Да. Да, добро. Ви благодарам за зајавувањето. Да ги одговориме ете двете прашања. Ајде вака прво на првото прашање да одговорам, значи износот е утврден во проценти, како што кажав, во општиот колективен договор и кажав дека тоа е минимум 40% од основицата и тоа се пресметува сметководствено и излегува определена сума, определена парична сума на име регрес за годишен одмор. Работникот има право дури и со тужба во постапка да си ја бара разликата помеѓу тоа што му следува според колективен договор и она кое што му е исплатено. Например, ако работникот добил, како што кажа, 3000 денари на трансакцијска сметка на име К15, а би требало да добие, да речеме, 8-9 и така натака, тогаш таа разлика има право да си ја бара прво кај работодавачот, па доколку не успее таму, во соодветна судска постапка, докажувајќи дека му е исплатен понизок износ на регрес за годишен одмор. Тоа е во однос на првото прашање, во однос на прашањето на гледачката, значи за да остварите право на регрес за годишен одмор, постои еден услов кој што не е врзан со моментот на стекнување на право на старосна пензија, а тоа е минимум 6 месеци да бидете вработени кај работодавачот. Тоа го бара општиот колективен договор. Да, но во пензија отишол. Значи, моментот на одање во пензија, доколку се исполнети другите услови, не влијае на исплатата на регресот на годишен одмор. Тој ги исполнува условите за старосна пензија по закон за работни односи, меѓутоа, според колективниот договор, тој воедно ги исполнува и условите за добивање на регрес за годишен одмор. Така што тој ќе си оди во пензија, меѓутоа доколку ги исполнува и условите за добивање на К15, тој секако дека треба да ги добие. Сте имале ли досега, кај вас, како адвокат, вакви случаи во однос на неисплаќањето на К15 и воопшто дали има страв кај вработените воопшто да си го побараат К15, што им следува и е задолжителен? Ке ми кажете, ке ми одговорите да го слушнеме и гледачите. Добро ви утро и повелете. Добро утро. Повелете. Имам прашање конкретно до гостинот. Дали, ако ја имаме напуштено работата, следва К15? Доколку ја напуштите работата, дали ви следува К15? Така Да. убаво слушнав. Добро. Ви благодарам за зајавувањето. Да. Значи, слично како првата гледачка, исто и прашањето и со втората, значи другите околности поврзани со работниот однос во смисла на исполнување на услови на старосна пензија, добивање на отказ или давање на отказ од работа, користење на одмори, на отсуства и така натака, не влијае на правото, бидејќи тоа е право кое што е посебно уредено во Законот за работни односи и во општиот колективен договор или во колективните договори на ниво на гранка или на ниво на работодавач. Значи, не може да се врзе правото на исплата на регрес за годишен одмор со другите околности, другите правни прашања поврзани со работните односи. Доколку работникот ги исполнува условите предвидени во закон и во колективен договор, тој секако има право да бара регрес за годишен одмор. Да слушнеме уште еден гледач на линија. Добро утро, кому? Ало? Да, повелете во програма. Сте кој ни се јавува? Добро утро, се јавувам од Скопје. Сакам да пријавувам
Ало? Да, ве слушаме. Слободно говорете. Овака, сакам да пријавам за неисплаќање на регрес на К15. Проверивме во УЈП, еве више неколку години не се исплаќа во фирмата Серта К15. Проверивме во УЈП и во УЈП ни кажувам дека за 2016 година е исплатено К15, а ние ги неаме добиено парите. Еве сега 2017 исто така ги неаме добиено парите за К15. И се прашувате зошто? Па и се прашуваме зошто тоа така не важи и за таа фирма Серта. Да. Иначе таму има вработено некаде околу 300 луѓе и се манипулира со нив. Ви благодарам за вашето јавување. Тука е адвокатот и магистарот по правни науки Владимир Бангиевски да ни одговори на нашите и ваши прашања. Може слободно да се јавувате се до крајот на овој наш разговор. Да слушаме. Не исклучува манипулацијата, која што и самите констатиравте и јасно е дека постои. Меѓутоа, во 2015 година се направија измени во колективниот договор за стопанските дејности, во смисла на тоа да работодавачот може во исклучителни ситуации и од деловни причини со спогодба помеѓу работниците и репрезентативниот синдикат да изостане исплаќањето на регресот за годишен одмор, односно К15. Да, но гледачот вели дека веќе 2 години немаат исплатен К15. Да слушнеме уште еден гледач да не чека. Ви кажав дека ќе биде многу актуелна тема, да, за муабет и одгатнување многу нешта. Добро утро, кому? Добро утро. Да, повелете. Јас се извинувам да прашам првен поздрав до гостина. Благодарам. Ме интересира дали вработените што се договор на дело во државна институција имаат право на К15. Вработените со договор на дело дали имаат право на К15, така? Така. Да, ви благодарам за вашето јавување и за вашето прашање. Повелете сега. Договорот за дело не е договор за вработување на определено и неопределено време. Не се исклучува можноста во самиот договор за дело да тоа биде предвидено. Меѓутоа, во кои случаи? Договорот за дело значи вршење на определена работа, која што после истекот, односно после завршувањето на работата престанува облигациониот однос. Значи има разлика. Кога работите со договор за дело, вие вршите конкретна дејност. Значи тоа не е постојан работен однос. Не се склучува договор за вработување. Тоа е како авторски договор, тоа така? Тоа е како, ајде да речеме, еден вид на авторски договор. Значи тогаш оној нарачателот ве ангажира за вршење на конкретна работа, односно конкретни работи. И вие одите по закон за облигациони односи. Значи го склучувате договорот за дело, ја вршите работата и престанува важењето на договорот за дело доколку работата се заврши според одредбите од самиот договор. Значи не ви следува К15. Во никој случај не може, доколку двете договорни страни тоа не го предвидат и доколку се работи за еден потраен однос, меѓутоа тоа е волја помеѓу двете договорни страни. Значи кај договорот за дело постои разлика во тоа што таму основата, законската основа не е законот за работни односи и колективниот договор, туку е законот за облигациони односи и не значи работен однос, бидејќи К15, односно регресот за годишен одмор подразбира работен однос. Да слушнеме кој ни се јавува. Добро утро, кому? Добро утро. Да, повелете, имате конкретно прашање? Да. Повелете. Така, јас сум осигурана на 4 часа работно време. К15 пред 2 години изедовме 4000 денари. И тие 4000 денари не ги земвеше работодавачот секој месец по 100, по 200, по 300, така да ние плата општо другата година минимална. А лани и ова година уште немаме земено. Како тоа ќе го објасниме? Ќе ви го објасни адвокатот, само за момент да го слушнеме и уште другиот гледач што чека на линија. Повелете, добро утро, кому? Добро утро, поздрав. Да. До вас и до гостинот. Благодарам. Сакаме да прашаме конкретно, пошто имам јас некоја фирма, што е у мало стопанство.
и сега луѓето кај мене што си има добиено годишен одмор исплатен, значи адвокатот не можам да го разберам. Ако е исплатен одморот, дали пак го следува регрес? Конкретно ме интересира. Вие имате фирма, така вие сте работодавач, конкретно ви интересира. И одморот е исплатен, значи луѓето се биде на одмор, се земале личен доход и сега К15 дали треба да се исплатили конкретно или ова е услов на одмор, пошто господинот го спомнува К15 или регрес за одмор. Да. Добро. На тоа прашање, ако може да одговори, ме интересира. Веднаш ќе добиете одговор. Ви благодарам за зајавувањето. Да слушнаме прво за гледачката, па за работодавачот, што јас прво од гледачот, па како следува. Значи, во однос на прашањето на последниот гледач, користењето на годишен одмор е право од Закон за работни односи и е право на работникот. И доколку ги исполнува условите за користење на годишен одмор во текот на календарската година, иако може да се подели во два дела, меѓутоа, ајде, за поедноставно да кажеме, доколку стекне право на годишен одмор, работодавачот е должен по закон и по колективен договор да донесе решение и да го прати работникот на користење на годишен одмор. И тоа е право од кое што работникот не може да се откаже, ниту работодавачот може да му го скрати. Минимум се 20 работни дена, максимум се 26 работни дена, со тоа што постојат исклучоци во однос на големината на годишниот одмор за различни категории на работници. Сега, доколку работникот со решение го искористил своето право на годишен одмор, регресот како еднократен паричен надоместок му следи до крајот на календарската година, независно во кој период бил, односно го користил годишниот одмор. И тоа не се врзува за плати и други надоместоци, односно додатоци на плата. Тоа е еднократна исплата до крајот на календарската година во висина и според услови на општиот колективен договор. Значи, без разлика дали биле на годишен одмор, задолжителен на К15 да му... Доколку работникот или вработениот кај работодавачот користел годишен одмор, бидејќи ги исполнил условите од Законот за работни односи, тој секако има право на регрес, кој што треба да го добие до крајот на календарската година, во висина и под услови предвидени во општиот колективен договор. Да. И гледачката која рече дека е вработена на 4 часовно. Значи висината значи зависи од основицата. Јас кажав на почетокот на емисијата дека во општиот колективен договор за стопанството предвидено е 40% од основицата на име регрес за годишен одмор и најверојатно сметководствено пресметено е дека гледачката има право на, како што кажа, ако добро се сеќавам, на 4000 денари право на регрес за годишен одмор. И за гледачот останавме куси со одговор во однос на тоа дека не земале К15 цели 2 години и минатата 2016 и ова. Значи, постојат институции кои што каде што работниците можат да се обратат, било индивидуално, било преку своите синдикални организации, може да пријават во управа за јавни приходи, можат во трудовиот инспекторат и на крајот на криштата можат со тужба во соодветна постапка во работен спор да си ги бараат своите загарантирани права по Закон за работни односи по колективен договор. Сведоци ли сте на работници кои се плашат да си го побараат воопшто К15? Кој е задолжителен и им следува? Да, навистина да, бидејќи се плашат за своето работно место. Меѓутоа без разлика на тоа колку би го довеле во прашање понатамошното свое работење, сепак се тоа права кои што им се загарантирани и кои што ги охрабрувам да си ги остварат. Сте имале до сега, верувам, доаѓале работници кој е најчестиот проблем всушност? Работодавачите не им е до крај јасно дека тој К15 е задолжителен и мора да се исплати во текот на календарската година, односно до крајот на годината, или? Видете, сега ако прашањето, ако проблемот го видиме и од другата страна, во време на економска криза
треба да биде сватен и работодавачот дека тој не е секогаш во состојба да на работниците им исплаќа дополнителни парични средства на име, да речеме, регрес за годишен одмор и боледување и така натака. Затоа, реков, во 2015 година дојде до промени на тој општ колективен договор во смисла на тоа да сепак работодавачот со спогодба со синдикалната организација може да биде ослободен од обврската да исплати К15, односно регрес за годишен одмор. Меѓутоа, само во ситуација доколку таа обврска не може да ја исполни од деловни причини. Инаку, доколку би ја исплатил, да речеме, би биле доведени во прашање платите, обстанокот на работодавачот, или би можел да отиде во стечај или да оди во ликвидација и така натака. Значи постојат исклучоци, меѓутоа исклучиво во ми викате согласно дека треба да имаме разбирање, но работодавачот никогаш нема разбирање во однос на работникот кој совесно се извршува својата работа, има право на годишен одмор, а со тоа и право на К15. Да го слушнеме гледачот кој ни се јавува. Ало, добар ден. Добро ви утро, повелете. Поздрав за емисијата. Имам едно прашање. Зошто законот е селективен? Че некој може да зема К15, треба да зема конкретно приватните фирми, а државните не. Што тоа ме пише? Зошто? Зошто ќе ни каже Значи, адвокат? законот не прави, односно колективниот договор не прави дискриминација во однос на тоа кој каде е вработен. Значи, нема овие или оние. Тоа е право кое што е загарантирано за сите работници кои што ги исполнуваат условите за добивање на регрес за годишен одмор, односно К15. И тука не може да постои никаква дискриминација. Доколку работникот е дискриминиран по таа основа, некој добил, некој не, тој може да си ги побара своите законски права според законот за работни односи, каде што ја забранува дискриминацијата. На крајот на криштата може да се обрати кај адвокат и да поведе судска постапка во кој што ќе докаже дека е дискриминиран по некој основ. Ова вие би имале цело време работа за К15. Да слушнеме уште еден гледач имаме. Ало? Да, добро вечер, повелете. Поздрав до емисијата, поздрав до гостинот, гледаш од Охрид. Ме интересира чисто само став на гостинот. Негде пред недела и пол од инаку јас сум работен во приватен сектор, од државната и од јавна администрација, од нивните институции, излегоја со став дека ова година во јавна и во државна администрација нема да се исплаќа К15. Ме интересира кој е ставот на гостинот по таа проблематика. Каде тоа сте го слушнале? На телевизија. Да го имам прочитано баш или на телевизија или на некој од порталите, сигурно. Дека ова година до крај на годината за вработените сега не ме држите за збор дали се работи јавна или државна администрација, меѓутоа во секој случај за нешто тука сигурно се работеше, дека нема да се исплати К15. Ме интересира ставот на гостинот по таа проблема. Ви благодарам за јавувањето, бидете и понатаму на телевизија Нова. Доколку постојат деловни причини, односно доколку работодавачот навистина не е во состојба да исплати К15, односно во кои случаи не е во состојба да го исплати К15? Од деловни причини. Кои се тие едноставно паричните средства со кои што располага не се доволни, пред се за исплата на плати, има кредити, придонеси и така натака, значи може да едноставно биде ослободен од таа обврска. Меѓутоа, колективниот договор бара исклучителна согласност на синдикалната организација, односно подпишување на спогодба помеѓу работниците, односно синдикатот и работодавачот, во кој што ќе се ослободи. При тоа се разбира дека деловните книги најдобро кажуваат за тоа каква е финансиската состојба кај работодавачот. Ако работодавачот дефинитивно не е во финансиска кондиција, односно во состојба да исплати, тој може да бара од согласност од синдикалната организација да се потпише спогодба во која што ќе биде ослободен од исплата на К15, односно регрес за годишен одмор. И тоа се
ситуации каде што да вистина треба да докаже работодавачот дека за текувата година тоа право не може да им го оствари на своите вработени, бидејќи постојат економски, односно деловни причини за тоа. По ова следната година ќе добијат 2 пати К15? Не, К15 е еднократен паричен надоместок кој што се исплаќа еднаш, значи не на рати, не некоја наредна година, туку до крајот на календарската година. Добро. Што ме задолжително, но има сепак дупки во законот по ова, адвокате. Тоа е тоа. Следната 2018-та појавувањата на гледачите ќе ви биде главна тема К15. Да, ви благодарам за вашето гостување. Благодарам и на вас. Ќе се видиме повторно секако со некоја нова актуелна тема за одгатнување заедно со нашите гледачи. Продолжуваме ние со ИТН или информација точна и навремена. Бидете заедно со нас со сите точни информации само за вас. Третата тема во информација точна и навремена или отворената утренска програма на телевизија Нова со многу интересна приказна за една сликовница. Нагостен е авторката Мимоза Петровска-Георгиева. Добро утро и добро дојдовте најпрво. Добро утро, ви благодарам за поканата. Дел сте, за почеток сакам само вака да ми кажете, затоа што сте дел од вашето здружение кое се грижи за овие деца со попреченост, Сината птица. Најпрвен, ви требаше ли сила да го започнете сето ова? Од каде си ја најдовте? Секако дека треба сила, но пред се треба волја и треба многу љубов. Силата доаѓа од таму што јас сум мајка на девојче со Даунов синдром, кој што има 14 години. И не сите овие години поминавме, нели, не сите оние подеми и падови и премрежија што ги живеат сите родители на деца со некаква попреченост. Имаше периоди кога се соочував со малодушност, но гледајќи како мојата ќерка всушност е многу силна, многу истрајна, многу полна љубов и упорна во тоа да биде прифатена од средината, си реков па јас немам право да бидам малодушна. Го формирав Сдруженијето Сината птица пред речиси 2 години и активно работиме на помош и поддршка на деца со секакви видови на попреченост. Да, станува збор да им кажеме на гледачите на телевизија Нова за електронско издание на сликовницата Иван и Илина. Так. Илина е името на вашата ќерка. Всушност, Илина е прикажана во оваа сликовница. Таа сега има 14 години, но Илина има малку помалку години. Сакате да им предочите на оние, како што ги велите вие, типични деца, да не се плашат од децата со Даунов синдром, дека се тие многу пријатни, многу мирни, многу полни љубов, како што самите кажавте и вашата ќерка Илина, која има 14 години, и да се дружат и да споделуваат се она што дејството го прави поубаво. Да, токму така. Точно од насловот на сликовницата може да се види дека токму мојата ќерка е инспирација за оваа приказна, но и сите други деца со Даунов синдром. Низ години ви имав можност да запознам многу прекрасни деца со Даунов синдром и нивни родители. Сликовницата Иван и Илина засега постои само како електронско издание на веб страната на Сината птица www.sinataptica.org.mk. Поддржана е од град Скопје, зашто од срце благодарам што го препознаа значењето на овој проект. Инаку, како што кажавте, оваа сликовница им се обраќа токму на типичните деца. Односно, на оние типични деца кои што никако не се одважуваат да ги постават прашањата што ги мачат, што им паѓаат на ум кога ќе се сретнат со детенце со Даунов синдром. Секогаш постои една задршка кога ќе се сретнат со детенце поинакво од нив. Сега зависи од домашното воспитување, од информациите што претходно ги добиле, дали таа задршка ќе биде негативна или ќе биде едно позитивно љубопитство, па тие понатаму ќе прашуваат. Кога ќе ја прочитате сликовницата, ќе видите дека Иван поставува многу прашања. И јас се обидов... Како и секој дете. Како и секој дете, да. И јас се обидов да дадам одговор на прашањата што децата најчесто, што типичните деца најчесто ги
ги поставуваат за децата со Даунов Да, синдром. илустрациите се преубави, да кажеме кој е авторот на илустрациите, да? Да, илустрациите се на академската сликарка Маја Стефановска. Јас од срце и благодарам што толку убаво понираше во оваа приказна, што толку убаво го отслика ликот на Илина, дури физички личи на неа, само што Илина има малку потемна коса, а девојчето во сликовницата има руса коса. Руса коса, да. Иван, на почеток, во сликовницата, има такво чувство некој на страф, но на крајот на приказната дознава се она врзано за Илина, колку е таа добра, колку е преубаво да се биде во незино друштво и секогаш љубовта на крај победува. Вие како мајка на 14 годишна Лина, која има Даунов синдром, го имавте ова искуство во приватниот живот? Најпрвен тоа беше првата реакција, некаков страф? Или? Сите тие неколку сценки, неколку случаи кои што се прикажани во сликовницата, фактички и реално се случиле. Само се малку видоизменети. Да, само се малку видоизменети. Значи, јас како родител, отстрана сум ги следала сите фази низ кои што Илина поминувала. Морам да напоменам дека децата, например, на помала возраст во градинка ја препознаваат различноста, но не судат, не осудуваат и не отфрлаат толку изразено. Понатаму, кога ќе подпораснат, сега не знам точно која е таа возраст, кога они почнуваат некако поинаку да гледаат на таа различност, тоа најдобро го знаат психолозите, почнуваат да создаваат некакви стереотипи за тие луѓе во главата. И сега, од нас возрастните, од родителите на тие деца, од воспитувачите, наставниците, едукаторите, значи од нашите одговори, зависи каков став тие ќе изградат кон тие деца. Од правилните одговори и навремени одговори на прашањата што ги поставува Иван и што ги поставува секој типично дете, ќе зависи тоа каков став тоа дете ќе изгради кон детето со Даунов синдром. А без исклучок тие деца се прекрасни. Имавте прилика, сте имале, нели, со Илина шетајки се, запознавате некој дете што нема попреченост. Која е првата реакција? Зависи од возраста, ви кажувам. Помалите деца... Велите дека сликовницата е за деца од 7 до 11 години? Па да, мислам како сликовница, како медиум, да речеме, како илустрирана мала книжка, да, соодветствува на таа детска возраст. Инаку децата кога ќе се сретнат со Илина па различно реагираат. Ви кажувам, сите деца потекнуваат од различен бекграунд. Има некои кои што се резервирани, но се пристојни. Има некои кои што се љубопитни, па ја подпрашуваат, ја разгледуваат, сакаат да дознаат нешто повеќе за неа. Но има деца кои што од старт за жал одбиваат да се запознаат или да стапат во било каква комуникација. Да, која беше првичната потреба? Веројатно имавте потреба да кажете собствената приказна за собственото дете, но и во овој период некако имав впечаток како сите треба да бидеме еднакви и сме еднакви. Потребата беше таа? Да покажам дека сите се еднакви. Не, јас сакам да покажам дека сите сме различни, но како такви треба да се прифатиме и да се сакаме. Кога ќе го запознаеш некого подобро, полесно е и да изградиш релација со него. Децата се склони кон стигматизирање, не само децата, него и возрастните. Ние живееме во едно општество каде што се случува детенце во училиште да биде подложено на булинг, како се вика тоа, само поради тоа што по некоја ситница се разликува од другите деца, а камоли едно дете со попреченост. Сакам да ја подигнам малку јавната свест, не само кај децата, него и кај возрастните, за тоа кои се луѓето со Даунов синдром, какви се, што тие може да постигнат. Тоа активно го правиме и со нашето здружение. Ајде малку во однос на активностите на вашето здружение Синјата птица, во која сте председател, да ги кажеме со што се досега се справувавте. Верувам дека ви треба помош и од институциите да ве слушнат.
Се разбира, значи ова е еден од многуте начини на делување, значи ние преку здруженијето се трудиме да ги промовираме потенцијалите, талентите, капацитетите на сите деца со попреченост. Така што ние досега преку работилниците и сите други активности кои што сме ги имале, откривме дека не само децата со Даунов синдром, туку и децата со физичка попреченост, децата со било каква попреченост имаат, секој дете има некаков свој талент, кој што многу пати ние самиот родител не го препознава, и тоа не е за обвинување, бидејќи тој во, како да кажам, во таа секојдневна трка за преживување едноставно не може да се занимава со развивањето на талентите на своите деца. Затоа сме тука ние и откривме дека тие деца можат да направат прекрасни фотографии, прекрасни цртежи со кои што го отсликуваат својот светоглед. Некои од нив направија дури кратки видеофилмчиња за тоа, за својот живот, за своето секојдневие. А последната работилница која што ја имавме, им дадовме задача да направат куси новинарски текстови за себе или пак за своето другарче. Секогаш во тие групи гледаме да не бидат само деца со попреченост, туку тоа се мешани групи деца, на типични деца и деца со попреченост, при што има една фантастична интеракција меѓу нив, се поттикнуваат едни со други и се запознаваат. Оваа сликовница, ето сакате да дадете порака до сите оние типични, како што кажувате, деца, на каков начин би требало да реагираат на децата со Даунов синдром, но како Илина или вашата Илина реагира на овие типични деца? Илина не прави разлика меѓу типични и нетипични, значи ги прифаќа безрезервно сите луѓе. Во секого се обидува да го види убавото, бескрајно е емпатична, кога ќе види дека на човека му е тешко, без оглед дали станува збор за возрастен човек или за дете, таа е прва која што ќе приде, ќе го гушне, ќе го праша што му е. Така да Илина како таква не живее во свет на различности. За неа сите луѓе се исти. Да. Кои се најчестите прашања кои ви ги поставува Илина? Тие прашања се од многу лична природа, морам да кажам. Илина сака луѓето околу неа да бидат среќни. И многу пати ме прашува, што мене ми е чудно, например, луѓето ретко си го поставуваат тоа прашање едни на други, мамо, дали си среќна? Од Сабајле ке ме праша, мамо, дали си среќна? Никош не знам што да ја одговорам. Често пати прашањата се однесуваат на незините две сестри, бидејќи таа има уште две сестри, Бисера и Ангела, каде се, кога ќе се вратат, што има за ручек, каде ќе шетаме. Прашања што, но оние прашања кои што веројатно ја мачат и ја тиштат, не ги вербализира. Во моментов можеби некој од тие институции не гледа и вели па каде можам јас да помогнам на овие здруженија кои се борат со да не се стигматизирани и да ја подигнеме малку свестата на каков начин вие ја барате помошта. Можеби на вистина некој ќе ви помогне понатаму да испливате на она вистинско ниво каде што сте си го зацртале патот. Па јас сум благодарна што постојат, како да кажам, субјекти кои што го препознаваат значењето и важноста на она што ние го правиме. И наоѓаме средства досега, за среќа, да го спроведеме тоа што сме го замислиле. Морам да споменам дека јас и уште двајца автори пред известно време издадовме книгата Живот вреден за живење. Значи, коавторката Емилија Георгиевска-Наневска и фотографот Драги Неделчевски од Титово, сите сме родители на деца со попреченост. И издадовме една книга стории за тие семејства. Значи, во книгата се поместени неколку стории на семејства кои што живеат со деца со различни попречености. Токму таму наидовме на она што го зборувате, на хуманоста и алтруизмот на многу луѓе и благодарејќи на нивните мали придонеси во таа книга, секој колку може, ние успеавме таа книга да ја извадиме на виделина и се разбира благодарение на Министерството за култура. Тоа се како граѓанин или со својот придонес? Да, имаше покрај Министерството за култура, значи во таа книга донира и многу граѓани, како да кажам, наши пријатели, луѓе кои што не ги познаваме, сака да донираат во оваа приказна. Импресиите какви се? Нему за после
издавањето на електронското издание на сликовницата и воопшто, како што и на самиот старт кажав, се прашуваме сите дали ќе има и печатена форма на сликовницата. Вака, по силата на нештата, оваа сликовница беше излезе како електронско издание, но секако би сакала јас да ја видам и во хард копи, оно што го велиме на хартија. И убаво е да ја има секоја училишна библиотека, особено во ние инклузивни училишта, сега по сила на нештата сите училишта треба да се инклузивни, но онаму кој што има деца со Даунов синдром, убаво е да ја има во библиотеките и децата да ја читаат. Така да наскоро сликовницата можам да најавам дека ќе излезе во печатено издание, благодарејќи исто така на хумани луѓе од едно дизајнерско студио и печатница кои што се понудија да отпечатат одреден број примероци, кои што ние како здружение ќе го поделиме низ училиштата во Македонија. Наилина, каква беше реакцијата? Кога ја прочита, кога ја разгледа, кога ја вида, кога ја осозна, кога ја впи збунета беше, малку беше збунета, но беше многу љубопитна и со радост ја прочита. Со помош на сестри се разбира. Да, се препозна. Да, како не, бидејќи тие случаи... Мамо се пишувала за мене. Да, 90% случаи кои што се опишани во сликовницата се случаи кои што не се случили. Да. Каква беше вашата реакција, Мемуза, кога дознавте дека вашето дете, ќе биде со Даунов синдром? Па, не беше едноставно. Мислам, за мене тоа беше голем шок, изненадување, ми се притумба животот наопаку, како да кажем. Среќа беше што Илина е народена во среќа за тој момент, нели, кога дознав дека таа има Даунов синдром. Среќа беше што таа е родена во близначка бременост, па другото дете беше типично дете, така што јас некако најдов некоја мала утеха која што ми беше потребна во тој миг. И морам да признам дека ми беше потребно време да ја акцептирам таа информација и да ја прифатам Илина, но не премногу време. Така да, бидејќи Илина по силата на нештата мораше уште еден месец да остане во родилиштето, малку бевме раздвоени и тоа малку ме дистанцираше од приказната, но и ми даде еден простор да убаво да размислам со што се соочувам. Морам да кажам дека и покрај тоа што ја сватив тежината и сериозноста на ситуацијата, јас во ниту еден момент не помислив да се откажам од тоа дете. И кога Илина си дојде дома, кога видов колку е порасната, колку е убава, јас првото што си го помислив беше јас ја сакам и одиме понатаму. Да, одиме понатаму. Понатаму со здржанието во која насока би сакале да ви се одвиваат активностите? Сликовницата е само дел? Па вака, ова здружение, како да кажам, во неколку насоки ги фокусира своите активности. Како што кажа, пред се фокусираме на децата со попреченост, детектирање на нивните таленти, на нивните потенцијали и едноставно промовирање на нивните потенцијали во јавноста. Понатаму јас како новинар во весникот Нова Македонија исто така работам на една рубрика, така ја нарекуваме со мои зборови. Имено секој вторник во месецот излегува една колумна која што ја пишуваат самите лица со попреченост, со различни попречености и пишуваат во прво лице иднина за својот живот, за тоа што ги радува, со какви потешкоти се среќаваат и морам да кажам дека е многу читана и отвара некои нови перспективи врз нивниот живот, некои за кои што обичниот човек, па институциите многу пати не се свесни. Понатаму ние како здружение сакаме да работиме и со родителите. Родителите се оние на кои што им треба вистинска поддршка, им треба системска поддршка од институциите на повеќе нивоа, но се обидуваме да детектираме и со какви проблеми се соочуваат родителите, и тоа не само во Скопје, туку и пошироко. Значи, во моментов работиме на еден проект поддржан од Civica Mobilitas, кој што ги мапира услугите кои што родителите на лица со попреченост ги добиваат и условите во кои што живеат во 3 македонски општини. Ајде за гледачите на телевизија Нова да пообјаснимете за каква попреченост всушност станува збор за децата со Даунов синдром. Илина има 14 години, таа е ученичка во училиштето Јан Амос Комленски, да. На каков начин таа се образува?
Илина е запишана во редовно образование, значи не оди во специјално училиште, со тоа што во училиштето Јана Москомински има долгогодишно искуство на инклузија на деца со попреченост и моето искуство со тоа училиште е добро. Мислам, јас сум задоволна од тоа како Илина е прифатена. Морам да кажам дека за да Илина може да го совлада тој материјал кој што, нели, кој што е наменет за незината возраст, нејзи треба поддршка од специјален едукатор и тој специјален едукатор го има во училиштето. Со тоа што јас како родител сакам да постигнеме на некој начин да таа се почувствува доволно спремна и силна и самата да биде, не да го совлада тој обемен материјал кој што е претежок и за типичните деца, туку да се чувствува комотна, па и на некои часови да останува сама и сега и тоа се случува, значи во соработка со наставниците, со педагогот, психологот во училиштето, ние одлучивме на Илина да дадеме малку, се разбери, со незиниот едукатор, Фанија Велевска, да ја оставиме малку повеќе простор самата да си го најде своето место во училиштето и да одбере на кои часови сака да биде сама и може да биде сама, а на кои часови и треба помош. Мислите дека преку вакво отворено говорење ќе ја подигнеме на вистина свеста кај оние кои треба да им се подигне свеста и да не бидат полни со скептицизам и со некоја, не знам? Па јас како родител искрено се надевам. Исто само од позиција на родител на дете со попреченост можам да зборувам, значи не можам да зборувам од другата страна. Значи мене како родител најмногу ми помогна отворениот настап, отворениот говор на другите родители. Значи, кога се соочував со тие почетните години, со одгледување на дете со попреченост, најмногу ми помогна со своите совети, со својата поддршка, другите родители на деца со Даунов синдром. Понатаму, каде ја гледате, Илина? Или каде таа се гледа себе си? Таа е се уште премалечка да има некаква јасна слика за себе си во иднина. Ово општество секако треба да работи не само на едукација, туку на она формална едукација, туку и на работно оспособување на овие луѓе. Многу луѓе со Даунов синдром веќе и работат. Имаме и такви успешни примери на луѓе со Даунов синдром кои што работат и се успешни во полето кои што работат. Јас Илина ја гледам како еден среќен и исполнет човек и пред се човек кој што може сам да се грижи за себе. Кон тоа се стремам како родител. Познавате некакви таленти сега за сега кај Илина и како таа би сакала да се одвива незиниот животен пат? Илина има повеќе таленти, повеќе афинитети, многу Илина на пример многу сака да глуми. Настапувала до сега во неколку детски представи, значи нема никаков зазор, никаков страф од сцената. Има исклучителен афинитет кон помали деца, да се грижи за помали деца и тоа го прави на фантастичен начин. Па можеби во иднина ќе биде, можеби би сакала или некаква воспитувачка во градинка. Да. Јас ви посакувам сите овие работи што ми ги кажавте, вашите цели, вашите патишта да ви бидат светли, затоа што навистина пред се треба и храброст, но и цел каде одиме, за да си ја исполниме на крај. И сонништата навистина да не се остварат. Ви благодарам за вашето гостување. Поздравете ја Илина. Ви благодарам многу. Да, и повторно ете доколку имате можност понатаму ќе не бидете повторно гостинка да подигнеме свест таму каде што треба. Се разбира. Да. Ви благодарам на поканата. И ви благодарам уште еднаш и поздрав и до вашето здружение Сината птица и да успеете и да истраете во сите ваши активности понатаму. Ви благодарам и вам, почитувани наши гледачи на телевизија Нова. ИТН завршува тука, но не и програмата на телевизија Нова. Утре повторно заедно со вас или нова информација точна и навремена од 7 до 10. Што ќе рече цели 3 часа, многу теми, многу информации, сето тоа точно и навреме само за нашите почитувани наши гледачи. Утре со Катерина Тодевска-Спасич, од мене најубав ден.
Може.